Како што и претходно најавивме, овој инфорегион ќе го започнеме со разговорот со еден доста интересен настан кој што секоја година веќе традиционално се одржува во Прилепа, тоа е планинскиот маратон насловен како Крали Марко Ултра Трейл. Оваа година овој маратон е поделен на 4 дела, односно на 4 трки. Првата трка е наречена Трескавец трейл, која што е долга 16 километри. Учесниците на таа трка тргнуваат точно до ова место, односно од амфитеатарот во населбата Варош, се упатуваат кон манастирот Трескавец и потоа се враќаат тука повторно во амфитеатарот. Втората трка е наречена Камена баба и е долга 31 км. Учесниците исто тргнуваат од ова место, но потоа од манастирот Трескавец се делат и слегуваат кон селото Дабница. Потоа се упатуваат кон местноста Кукул и од Вештачкото езеро повторно се враќаат во населбата Варош. И најдолгата трка, која што е можеби и една од потешките трки кои што во планинското трчање кои што се организираат во поширокиот балкански простор, е наречена Крали Марко Ултра Трейл и е долга 90 километри. Последната трка е наменета за најмладите, за дечињата кои што ќе трчаат околу 1 километар, започнувајќи од тука исто од амфитеатарот во населбата Варош, па се до манастирот Архангел Михаел и потоа повторно ќе се вратат тука. Но повеќе околу овој настан ќе поразговараме со моите двајца соговорници, Мери и Александар. Ќе започнеме прво со дамите, имаат предност. Мери, овој маратон е наречен Крали Марко Ултра Трейл по една легендарна личност, а тоа е Крали Марко, кој што е символ во нашата историја на храброст, на сила и така натаму. Колкава сила треба да се трча на еден ваков планински маратон? Треба ултрадисциплинираност пред се, ултрадисциплинирани тренинзи, начин на живот, биоритам, се да биде ултрадисциплинирано. Храброст треба исто така, посветеност, многу сила. Треба сила, да, многу сила треба. Колку време се занимаваш со планинско трчање? 10 месеци се занимавам. Пред тоа се занимавав со велосипедизам и со планинарење и со кучкарство. Како започна баш љубовта кон планинското трчање и зошто? Јас откако знам за себе сум чувствувала љубов за планините. Секогаш сум била на планина, ама никогаш до сега не сум се обидела да трчам. Всушност јас никогаш во животов немав трчано и прво па мушко на планина почнав да трчам. Ми тргна така, ме исполни тој спорт и добив многу поддршка од Александар, кој што можам да го наречам тренер. Навистина многу ми даде поддршка, ме воведи во тој спорт, ми ги откри сите тајни начини на кои што треба да тренирам и така натаму. На која трка ќе учествуваш сега? На ултра, на 90. До сега неам учествувано на 90 километри. Прв пат во животот ќе трчам 90 километри. Имам учествувано на две трки од по 50 и 55 километри, на една од 34 километри, Skyrunning то беше, и на една од 21 километар. Кои се твоите надежи? 90 километри се сепак многу. Да, многу се, ама јас се чувствувам спремна и сум спремна. Здравие Боже, нешто непредвидлив X фактор настана ако се случи повреда, нешто така, инаку мислам дека се друго би требало да биде во ред. Колку време се подготвуваш за оваа трка? Епа, ви кажав 10 месеци вкупно трчам, 10 месеци се подготвувам. На други трки каде имаш учествувано? Имам учествувано, мојата прва трка беше тука во Прилеп, на селечка на Момата Рок Трейл, потоа таа беше 21 километар, потоа на Трансилванија Ултра, таму трчав на Карпатите, заедно двајцата бевме, на 50 километри. На Момата го освоив првото место, во Трансилванија го освоив третото место, се изненадив, не очекував дека толку добро ќе заврши. Потоа на Шарпланина Sky Race учествувавме, таму првото место пак го освоив, и на Персенк Ултра на 55 километри на Родопите второ место освоив. И сега ова ми е петта иди трка, да, на 90 километри. Не можам да предвидам точно
никогаш не сум трчала толкава дистанца како че се чувствувам во 70-тите, 80-тите километри сепак. Како што и претходно кажа, освен физичката подготвеност, потребна е и голема психичка подготвеност. Кога трчаш, а ја губиш силата, чувствуваш дека ја губиш, како си даваш мотив психички дека ти мора да истрчаш уште 10-20 километри? Каква е таа состојба, дали можеш да ни опишеш со зборови? Не можам да ви опишам со зборови, не размислувам во тој правец, ми се нема случајно така. Да, некогаш се намалува силата, мислам малку ќе го намалиш темпото на трчање на одредени угорници, vertical kilometers, и ќе одиш, некаде и со 4 екстремитети треба да одиш, не станува збор за трчање. Едва и се искачува, многу е вертикално одредени места. Не можам да ви објаснам. Одев на трейди. Има пунктој на 8, на 10, на 12 километри на секоја трка. Има пунктој со напитоци, со храна, одредени тркачи ако се повредени, има места со брза помош, му ги санира повредите, ама многу сила чувствува и енергија сите тркачи, сите и дури и повредените, со последни сили се труда да ја завршат трката. Тоа е многу убаво чувство. Тоа се доживува само горе на планините, на сред трка. Сретнуваш некој со повредени нозе, едва оди и пак ја довршува трката. На ваквите трки има ли паузи или не? Трчаш од стартот до целта? Ами ако паузираш ќе ти помини времето, ти можеш и да си заспијаш, ама не би требало да паузираш. Сега ако те фати криза, секогаш некој може да го фати криза од икс причини, малку ќе одмора. Сум видела на трка од 160 километри кај што си преспива. Од типа 160 километри се многу долго. Храна треба, па не смеш ни многу да се најдиш, што ти нема да можеш па да трчаш. Баланс треба да држиш некој. Одве на трейди. Со среќа овој викенд. Хвала. Александар, како што кажа Мери, ти на еден начин си незиниот тренер, односно кој што ја внесе во овој спорт. Колку години се занимаваш ти со планинското трчање? Јас за планинското трчање дознав пред година и пол за Крали Марко. Значи, со овие трки година и пола, инаку по планини си трчам може 15 години. Сум така рекреативно, нон-стоп по планини. Како започна таа приказна, трчањето и планините, да ги споиш во едно? Па од секој сум сакал планините, сум ги сакал и Значи почна љубовта со планините, па потоа дојде и трчањето. Ја прашав и Мерејве и тебе, колку е тешко да се занимава човек со овој спорт и што е се потребно? Па доста е тешко, најпотребно е сепак тренинзите. Колку повеќе на тренинзите, појаки тренинзи правиш, тоа ќе ти биде полесно на трката. 70-80% фактор се тренинзите, ја мислам. Колку тренинзи имаш ти во текот на неделата и по колку часови траат? Па скоро секој ден, значи најмалце 6 тренинзи секако може на ден, зависи кога како да даме одмор. За траењето од под 10 километри не се тренинзите. Каде ги изведуваш? Па најчесто на планини. Тука во околните планини во Прилеп или одиш на други места во Македонија? Најчесто околните, може да појдем и на Пелистер, некој се случува Солунска глава и така. На која трка учествуваш ти од овие 4 што ги наброивме? Сега учествувам ова година на 31 километар на Камена баба. Нема придружба да бидеш на 90 километри? Сепак решив 31 годинава. Лани исто трчав на 31 и сакам да си го подобрам времето и така. Дали има учесници и од другите држави на оваа трка или само учесниците се од Македонија? Има и од други земји, мислам дека има од 15-20 различни земји на сите трки. И годинава интересот е многу поголем од претходните години. Годинава, како што знаеме, оваа трка се бодува со 4 бодови, бидејќи е влезена во таа светска асоциација за трчање, International Trail Running Association, и носи 4 бодови за онаа трка на Монт Блан. Да. Дали со тоа би се зголемил интересот да дојдат што е можно повеќе надпреварувачи тука? Ами па
Секако дека ќе се зголеми интересот. 90 километри е сепак атрактивна ова патека за од страна што се надпреварувачите. Тие сепак бара поголеми дистанции вакви од километри за да дојде да учествува. И годинава е супер што е продолжена. Лани беше 65 километри долгата. Еве за крај, бидејќи лани ја трчаш истата дестинација, за колку часови планираш да ги истрчаш тие 31 километри? Лани ја истрчав за 3:20, годинава очекувам негде околу 2:50 да видам. Ти благодарам на разговорот. А сите оние кои што сакаат да присуствуваат на оваа уникатна и единствена манифестација во Македонија, можат овој викенд да дојдат во Прилеп и да ја проследат оваа трка, односно планинскиот маратон Крали Марко Ултра Трейл.